Иако многумина очекуваат да се разбудат со рамен стомак, утринската надуеност е чест проблем што може да предизвика непријатност и замор уште пред денот да започне. Причините се различни, од неправилна исхрана и навики до проблеми со варењето, но постојат едноставни начини со кои можете да го спречите овој проблем и да се разбудите со повеќе енергија. Надуеноста често започнува уште по вечерата. Тешките, мрсни или зачинети оброци и газираните пијалоци го забавуваат варењето и доведуваат до задржување на гасови преку ноќ. Наместо тоа, изберете полесни вечери, зеленчук, интегрални житарки и постни протеини, како пилешко, риба или супа од зеленчук. Пијте доволно вода и избегнувајте газирани пијалоци, а топлата вода или билен чај навечер може да го олеснат варењето. За појадок, одберете јогурт со пробиотици, овесна каша или смути со овошје и зеленчук, кои помагаат во рамнотежа на цревната флора. Покрај исхраната и промената на навиките игра важна улога. Кратки утрински активности како пешачење, јога или истегнување го поттикнуваат дигестивниот систем и ја намалуваат напнатоста. Јадете полека, темелно џвакајте и избегнувајте мастики и газирани пијалоци. На долг рок, редовната физичка активност, внесна вода и исхрана богата со растителни влакна ќе помогнат да се намали подуеноста. Малите, но доследни промени можат значително да го подобрат варењето и целокупното чувство на леснотија во текот на денот. Кога воздухот станува златен и маглив, а лисјата го ткаат својот последен танц, телото посегнува по топлина и мир. Есенските чаеви не се само напиток, тие се ритуал на смирување, начин да се повлечеме во себе и да го вратиме балансот меѓу умот и телото. Мирисот на зовриена вода и билки што се мешаат со тишината на утрото е потсетник дека и најпростиот момент може да биде лековит. Во овој период, најдобро е да се изберат билки што го поддржуваат имунитетот и ја обновуваат енергијата. Ѓумбирот е најдобриот есенски сојузник, го загрева телото, ја подобрува циркулацијата и помага при настинки. Во комбинација со лимон и мед станува совршен природен еликсир. Камелицата пак смирува и подготвува за сон, додека жалфијата ја чисти и балансира енергијата на телото. Шипинката е есенска витаминска ризница, богата со витамин С и свежа киселкастост, а чајот од цимет и каранфилче носи топлина и мирис на дом и детство. Во есенската билна аптека особено место имаат маточината и лавандата. Маточината, позната како билка на радоста, нежно го смирува срцето и умот, додека лавандата го намалува стресот и го подготвува телото за одмор. Шолија чај во есен не е само пијалок, тоа е мал чин на грижа, благодарност и медитација. Како што вели старата јапонска поговорка, чајот и времето се исто, кога ги делиш со некого, стануваат потопли. Само 2 состојки ви се потребни за да подготвите совршено кремаст и вкусен чоколаден мус. Рецептот стана вистински хит меѓу љубителите на брзи, но впечатливи десерти. За неговата подготовка потребни се 360 мл сладка павлака и 170 грама чоколадо за готвење. Процесот е едноставен. Дел од павлаката се загрева и се меша со растопено чоколадо за да се добие мазна кремаста смеса, која потоа се соединува со изматена ладна павлака. Резултатот е воздушест, богат и неодолив мус што се лади околу 1 час пред сервирање. Овој десерт е идеален избор кога сакате нешто сладко, но немате многу време за подготовка. Може да се послужи со рендано чоколадо, лешници или свежо овошје за дополнителен шмек, едноставен доказ дека најубавите работи понекогаш навистина доаѓаат во најмалку состојки.